Владините мерки за контролирање на цените на основните прехранбени продукти и одлуката за замрзнување на цената на лебот на 33 денари не направија поголеми проблеми во снабдувањето во продажната мрежа во Кочанско. Во маркетите може да се забележи дека нема сериозен недостаток, а на рафтовите за леб не достигаат производи само од пекарниците од Скопје. Останатите снабдувачи од регионот, односно од Виница, Пробишти, Пиоткочани, ги носат редовните количини. Поради тоа не се јавува сериозен недостаток во снабдувањето, а цените се движат од 30 до 33 денари во зависност од производителот. Трговците истакнуваат дека шпекулациите во јавноста од и пекарниците нема да испорачуваат леб по замрзнувањето на цените поради неисплатливост создале известна загриженост кај купувачите, но таа е надмината откако согледале дека снабдувањето е нормално. Ваквиот тренд пак предизвикал изголемена потрошувачка на брашно поради стравот на дел од купувачите да не останат без леб. Според искуствата од претходниот период се очекува состојбата да се стабилизира за неколку дена. Според мерките што ги донесе владата, цената на белиот и полубелиот леб е замрзната на 33 денари заради заштита на стандардот на граѓаните во време на глобална криза. Со помош од државата за струјата, со моменталните цени на суровините, 450 грама леб не би требало да се продава за повеќе од 33 денари. Во оваа цена се вклучени и 6 денари како профит што останува за пекарниците. Општина Кочани планира да побара финансиска помош од државата за решавање на дел од давачките за електрична енергија во дел од објектите на комуналното претпријатие Водовод и училиштата. Намерата е да се реализира планот за поставување фотоволтаични панели, со што ќе се добие струја од сопствено производство, а ќе се влијае врз намалување на трошоците во работењето со искористување на обновливи извори на енергија. Веќе е изготвена предлог одлука со која општина Кочани ќе се вклучи во проектот што Центарот за развој на Источно-плански регион ќе го аплицира до Бирото за регионален развој во рамки на објавениот повик за доделување средства за финансирање проекти од програмата за равномерен регионален развој за оваа година. Според планот, панели за производство на струја од сончева енергија треба да се постават на филтер станицата, како и на средното општинско училиште Гошо Викентиев и основното училиште Никола Карев. Вкупниот буџет на проектот изнесува над 11 милиони и 600 илјади денари. Од нив 95% отпаѓаат од програмата за равномерен регионален развој за оваа година, а износот од 580.000 денари, односно 5%, ќе биде кофинансирање од буџетот на општина Кочани. Оваа сума ќе биде префрлена на сметката на носителот на проектот Центар за развој на Источниот плански регион. Според техничката спецификација во одлуката, предвидено е најголем дел од парите, односно 8 милиони и 300 илјади денари да се инвестираат за фотоволтаични панели на филтер станицата за вода. Нешто повеќе од 2 милиони денари ќе се наменат за ист таков систем во основното училиште Никола Карев, додека за средното општинско училиште Гошо Викентиев предвидени се над 1 милион и 150 илјади денари. Согласност на одлуката за кофинансирање треба да даде Советот на општина Кочани на 26-та седница што ќе се одржи в понеделник. Граѓани на Кочани алармираат дека во последните неколку денови по улиците на градот се забележуваат зголемен број бездомни кучиња, што претходно не биле присутни овде. Сомневањата се дека животните се донесени од други градови, поради што постои загриженост дека состојбата се манипулира со некаква намера. Истовремено, граѓаните сметаат дека решението на проблемот не е да се бара парцијално действување, односно сами да преземаат постапки, што не би биле добри ниту од безбедносен аспект, ниту пак би влијаело на намалување на популацијата на кучињата. Од Сабајлево веќе се забележани многу кучиња низ градот кои во поголеми глутници се оставени така бездомни кучиња за кои се сомневаме дека се донесени од други градови, барем така граѓаните сведочат. Дали е тоа вистина или не, се разбира, надлежните органи треба да го тоа евидентираат. Што добиваме со ова нерешавање на овој проблем?
добиваме две групи на луѓе, едни кои се против кучињата, други кои се за кучињата, и тоа е една битка по социјалните мрежи која трае веќе со години. Значи ништо конкретно на крајот не се реши. Кога ќе дојдат тие кучиња, кој ги доноси и од каде, тоа не би знаел во моментов да кажам, но сепак кривци се бараат секогаш во некои или локални институции или кај некои групи на граѓани, и потоа земајќи правдата во своји раце, некои граѓани ги уништуваат кучињата и пак доаѓаме до истиот конфликт секој месец и секоја година постојано. Ние бараме доколку може да се лоцираат тие проблеми, да се види кои ги донасат тие кучиња, зошто, со кој интерес, кој од тоа може да добие некаква материјална корист, и кога сето тоа ќе се лоцира, да се знае и да се поднесат сите да кажам пријави кои се адекватни за ова и да се реши проблемот еднаш за секогаш. Од локалната самоуправа на Кочани неколку години наназад се најавува дека проблемот со бездомните кучиња ќе се решава регионално. Таква иницијатива беше дадена уште во јули 2018 година, но таа во практика досега не заживеа. Најавите дека доправа во текот на оваа година се планира да се изработува студија не оставаат дилема дека бездомните кучиња уште долго ќе бидат на улиците во градот. Општина Кочани годинава планира да организира великденски хепенинг, што ќе трае 10 дена, а ќе се одржи на просторот во паркот на Револуцијата. Веќе е објавен јавен повик за пријавување на заинтересирани правни лица кои можат да ја закупат целата парцела на која ќе бидат поставени продажни штандови. Изборот на закупецот ќе се изврши со наддавање на тендерска постапка, при што почетната цена изнесува 15.000 денари, а прагот на наддавање е 2.000 денари. Пријавувањето на правните лица кои се регистрирани во Централниот регистар е со уплата на 10% од почетната цена на буџетската сметка на општина Кочани. При тоа, правните лица треба да достават доказ за активна жиросметка и тековна состојба што не е постара од 6 месеци. За да може да се одржи јавното наддавање, потребно е да учествуваат најмалку 2 правни лица, а ако тоа биде неуспешно, тогаш постапката ќе се повтори со второ наддавање. Доколку вториот пат се пријави само едно правно лице, тогаш постапката ќе биде реализирана со него. Јавното наддавање ќе се одржи на 7 март од 12 часот во просториите на општина Кочани. Цената што ќе биде постигната на лицитацијата ќе треба да се уплати истиот ден, пошто со закупецот ќе биде склучен договор. При тоа, општина Кочани презема обврска да обезбеди вода, струја и санитарни јазди, како и да го чисти и одржува просторот додека трае великденскиот хепенинг. Обврска на закупецот на просторот е да обезбеди монтажни објекти изработени од дрво или плексиглас, на кои ќе се продава храна, како и пијалоци, играчки, ракотворби, сувенири и слично. Великденскиот хепенинг ќе трае од 7 до 18 април, а објектите што ќе бидат поставени ќе можат да работат секој ден во периодот од 10 до 24 часот. Основното училиште Малина Попиванова со своји активности ќе се вклучи во одбележувањето на Меѓународниот ден на жената. Главниот настан е планиран за 7 март. Од училиштето најавија дека заедно со учениците, нивните родители и наставничкиот кадар подготвуваат 8-мартовски базар. Се работи за настан на кој ќе се продаваат ракотворби, а што се изработуваат во текот на изминатиот едномесечен период. Собраните средства од настанот ќе бидат за хуманитарни цели. Заедно изработуваат, значи веќе, не знам, можеби месец дена, изработки заедно, имаат средби постојано, работат во нашето училиште, работат и од дома, заедно со наставниците, пак ќе го повторам тоа, родителите имаат прекрасни изработки, што ќе ги видите на самиот ден. На 7, значи ќе започне, настанот ќе започне во 11 часот во училишниот двор. Во рок од еден месец ние и патрониот празник, значи дел од средствата ќе бидат наменети за патрониот празник, а дел од средствата ќе бидат за хуманитарни цели. Значи ќе одлучиме поточно да помогнеме на семејства кои не се во можност, значи со било што да помогнеме. Паралелно со подготовките за организирање на 8-мартовскиот базар, Основното училиште Малина Попиванова повторно ќе се вклучи во меѓународната соработка со сродни институции во рамки на Еразмус плюс програмата на Европската унија. Името на проектот е Цели за одржив развој за ученици.
Тој веќе започна, меѓутоа на 21, 22 и 23 март ќе биде првата средба во Скопје, во која се уклучени Ла Тампон остров Реунион, организација од Кочани и Скопје, како и нашето училиште. Исто имаме од Сливен, Бугарија, Палермо, Италија и од Анкара, Турција. Целта на проектот, што Основното училиште Малина Попиванова ќе го работи партнерски, е да се изработи онлайн платформа за бесплатна дигитална употреба. Таа ќе биде наменета за потребите на учениците.